Од утрова во сите подрачни канцеларии на Државната изборна комисија се отворија вратите за граѓаните кои ќе се потпишуваат за понатамошно спроведување на референдум во Македонија. Иницијатори се мајките, кои сметаат дека досегашните 9 месеци породилно отсуство не се доволни за раст и развој на децата, па бараат истото да се зголеми на 18 месеци. Соочени сме со проблеми, во однос на чување на децата, носење на нив во градинка, проблеми при раѓањето, патолошките бременности и така натака, кога одиме на работа, мораме да доиме, тоа е еден огромен проблем кој што не можеме да го искомбинираме заедно, паралелно со работата. Токму заради тоа се создаде оваа иницијатива лани во 2016 година, за прв пат се поднесе во собрание, меѓутоа беше изгласана како неуредна и почнавме уште еднаш процес на незино пресобирање. Пред да се формира оваа граѓанска иницијатива, предлози за зголемување на породилното имаше и во изминатиот период за кој Министерството за труд и социјална политика ги зема во предвид и ги внесе во собрание, каде се водеше широка расправа на која учествуваа представници на невладиниот сектор, Светска здравствена организација, педиатри, работодавачите и други, а по однос на иницијативата 450 породилно излегоа и составот. По претходно анализирање на дебатите во собрание, но и според мислењето на работодавачите кои го искажаа своето мислење на јавната расправа, долго отсуство од работа може да ги дестимулира работодавачите да вработуваат работнички со семејни обврски и дополнително да ја влоши состојбата со вклучување на младите на пазарот на трудот. Исто така, долгото отсуство од работа бара соодветна замена, што би предизвикало и дополнителни трошоци за работодавачите. Во легислативата на одделни земји од Европа, породилното отсуство трае и пократко од отсуството предвидено во нашиот закон. Односно во Германија и Хрватска е 14 недели, во Словенија 15 недели, во Чешка 28 недели, во Унгарија и Полска 24 недели, во Словачка 34 недели, во Австрија 16.